Со авторот разговарав за деталите на фабулата и ја препрочитав книгата. Не ми се чини ниту непрецизно, ниту хиперболизирано да ја карактеризирам како совршена. Со овие силни зборови Хорхе Луис Борхес во 1940 година го завршува неговиот пролог за романот за новелата за која што денес ја зборувам. Најпрво здраво на сите, добре дојдовте на мојот канал. Се надевам дека ви се допаѓаат видеата што ги снимам. Ако случајно сте дошле на ова наишле на ова видео, тогаш размислете да стиснете subscribe на мојот канал и да кликнете на звончето и да ме следите за наредните видеа што ќе ги правам. Исто така на Facebook кажав дека беше хакирана страницата Читачот, отворив нова и ако не сте ме заследиле таму или ако сте на Facebook, тогаш може да кликнете лайк и фолоу на Читачот и таму ставам и цитати и некои други извадоци и пократки видеа. Толку за тоа. Денес зборувам за еден многу интересен роман, необичен роман, важен роман, особено во јужноамериканската литература. Изумот на Морел од Адолфо Биој Касарес. Сега, тоа се премногу силни зборови од Хорхе Луис Борхес, кој што е страшен ерудит, страшен познавач на класичната литература, на класиката, на општо, на што не е познавач Борхес. Како и да е, мислам дека Касарес ги заслужува тие зборови, иако Борхес и Касарес биле долгогодишни пријатели. И двајцата се аргентинци, а всушност сестрата Нора Борхес, сестрата на Хорхе Луис, ги има правено илустрациите затоа што има илустрации во овој роман. Сега, оваа книга, Изумот на Морел од Касарес, ја имам јас во издание на Антолог. Ова е издадена во 2016 година, превод од шпански Борјана Мојсовска. Сега, од Антолог имам уште една книга, која што не сум ја читал се уште, а ова е 6 проблеми за Дон Исидоро Пароди. Ова се како 6 детективски приказни, ако сте го читале Борхес, знаете колку е забегано тоа, колку е јако. Ова е соработка и двајцата имаат заедно пишувана оваа книга. Така што едва чекам и да ја прочитам и оваа книга, меѓутоа денес ќе зборувам за Изумот на Морел. Интересно ако го споредиме со некои познати, не знам, 100 години самотија, или ако зборуваме за јужноамериканската литература, тогаш не е толку познат. Барем имам чувство дека кај нас не е толку познат овој писател и овој роман. Меѓутоа овој роман игра огромна улога, затоа што на некој начин ова е краток роман, новела, како и да го наречеме, од точно 100 страни во ова издание и плюс има илустрации внатре. Ова е толку важен роман што дури може да се каже дека е на некој начин и прв научно-фантастичен роман на шпански јазик и во јужноамериканската литература. Затоа што читајќи дознав дека јужноамериканската литература го има магичниот реализам, Маркес е познат по тоа, меѓутоа баш научна фантастика не е толку застапена во таа литература. Зашто станува збор? И интересно е што во самиот Борхес го споредува и со процесот Кафка, завртување на завртката од Хенри Джеймс. Тоа е еден многу култен познат роман во тие ghost stories, приказни со духови. Меѓутоа, мислам дека Борхес не претерува кога кажува, сега не знам дали е ова совршен роман, меѓутоа е многу важен и необичен роман. И тука има игра на Изумот на Морел, тука може да се направи паралела меѓу островот на Доктор Моро од Велс, значи иако нема врска, тоа воопшто не е сличен и нема црпено Касарес од Велс во однос на овој роман. Зашто станува збор? Во овој краток роман кој што може да го прочитате на едно седнување. Еден човек се наоѓа на остров, не знаеме каде се наоѓа остров, негде во Полинезија можеби, некаде во Тихиот океан, Пацифичкиот океан, и сваќаме дека е бегалец, бега од законот, можеби му се заканува смртна казна или доживотен затвор, бега таму живее, преживува и на островот има 3 објекти, што тој не знае како дошле таму, кој ги изградил. Има музеј, има црква и има базен. Живее таму, се додека еден ден не се разбуди и не слушне музика и не види дека има цела група луѓе дојде на островот. Се слуша музика, луѓето разговараат, се капат во базенот. Тој целосно шокиран, стаписан и смета дека еве дошла по него.
дека конечно го откриле и дошле по него да го заробат и да го вратат во затвор. Како и да е, тој се крие и претходно живее во тој музеј, бега во пониските делови од островот, се мачи тамо со плима, надоаѓа плимата, мора да преживува како знае, како умее. И тука почнува да води дневник и да ги запишува неговите искуства на островот од кога се појавуваат тие луѓе. Всушност и првата реченица на романот вели: денес на овој остров се случи чудо. И кажува всушност како чудото е всушност тоа што се појавуваат луѓе од нигде никаде и не може да се објасни како стигнале, затоа што не гледа никаков брод. И тука почна да води дневник и всушност овој роман што ние го имаме е неговиот дневник. И секој ден запишува: денес се случи тоа и тоа, имав немирна ноќ, не можев да спијам, ги внимава што прават луѓето и така натаму. Тој забележува дека од цела таа група луѓе секој ден има една убава жена која што доаѓа, си става ќебенце, има книга со неа и гледа во залезот, и го гледа морето. И тој, посматрајќи ја од страна скриен таа жена, ќе се влюби во неа. Таа жена се вика Фаустина и всушност Касарес е инспириран од една актерка во 30-тите години, ако не се лажам. И базиран е овој лик врз неа, врз таа актерка. Овој човек, наблюдувајќи ја, едноставно ќе биде опседнат со неа, лудо ќе се влюби и ќе забележи дека во нејзино присуство доаѓа еден друг, тој што е облечен како тенисер од тоа време. А не заборавате дека ова е пишувана, издадена во 1940 година и Касарес го има напишан овој роман на 26 години. Како и да е, тој станува љубоморен, смета дека тој човек кој што таа му се обраќа како морел, и тој разговара со неа, нешто ја обедува и така натаму, тој станува љубоморен и еден ден избезумено решава да излезе пред неа. Меѓутоа таа се однесува како да не го приметува. И сега доаѓаме до една загонетка во самиот роман. Излегува дека тој е за нив невидлив. И сега обично писателите што би направиле? Би чекале, би го терале целото дејство до крајот на романот на тој начин, со тоа што на крајот ќе се има разоткривање, некакво откровение и ќе дознаеме дека всушност дека не знам, тоа биле сите духови или не знам привиденија или па тој е дух или халуцинира. Меѓутоа тој не го прави тоа, туку што тука почнува да си ги поставува тие прашања и почнува да поставува: ова јас сигурно халуцинирам, јас сигурно немав доволно сон, или тие корења што јадев па халуцинирам. Или можеби ова се намерно глумат, и си ги поставува тие прашања уште во раниот дел од романот, така што ова не се спойлери и ќе гледам да откриам до таму за да на крајот самите видите за што станува збори, да дојдете да доживеете вистинско, да речем, откровение или уживање во романот. Како и да е, значи, тој почнува да се прашува: ова е сигурно некаква игра, сигурно глумат дека не ме приметуваат, или можеби ова се навистина привиденија, кои што јас халуцинирам и не се вистински, не се реални, како и да е. И меѓутоа има еден клуч во целата таа работа. Тој ќе забележи дека многу рано, набрзо ќе забележи дека има одредени шеми и одредени однесувања кај овие луѓе кои што се повторуваат. За да еден ден луѓето ги снема, туку така, тој се врати во музејот, разгледува, се е исто како што било, како да немало луѓе таму. За да малку подоцна, неколку дена подоцна, тие повторно се вратат и повторно продолжат да живеат. Луѓе секакви уметници си разговараат, живеат и се повторуваат одредени шеми постојано. Сега, до тука ќе зборам и нема да откријам подоцна како ќе се развие романот. Меѓутоа, само да спомнам дека тоа е едно интересно нешто што Касарес го прави, што не го крие изненадувањето или не крие некакво откровение или изненадување за на крајот на романот, туку што тука ги имате тие прашања, ни се поставуваат. Што е сега работата? Дали халуцинира човеков, дали се ова привиденија, дали се духови, што е целата работа. Има две нешта кои што можеме да ги видиме во овој роман. Едното нешто е опседнатоста со оваа жена, Фаустина, кај него. Не можеме да го гледаме како некаква си строга љубовна приказна, меѓутоа факт е дека тој е опседнат со неа, таа не го приметува и сега
дали тој ќе би можел да живее во нејзино присуство постојано, а да не биде приметен од неа, а тој е обземен со неа, и како би функционирал тој однос, како доколку тоа постојано би траело. Има кај Ниче има една идеја за постојаното повторување. Тоа се наоѓа и го има и во друг облик во други филозофии. Меѓутоа, прашањето е што има раздволкување за таа теорија, за тоа мислење, таа идеја кај Ниче. Меѓутоа, работата е како ние би се однесувале кога постојано би морале да го преживуваме истото и истото безкрајно, без престан. И дали тоа би влијало на нас или едноставно би се помириле со тоа. И тука се поставува истото прашање. Дали овој човек, нараторот на ова, или тој што го пишува овој дневник, би можел таа да му биде секогаш на дофата, да никогаш ја не може да ја поседува и да тоа постојано се повторува, затоа што ќе видите тоа повторување е клучно за оно што се случува понатаму. И тука повторно го имаме, затоа што очигледно е дека тој доктор Морел, и насловото таму го води името, го извлекува името изумот на Морел. Ќе видите дека има поврзаност со некаков изум, и ќе видиме дека тој експериментира со нешто, меѓутоа и повторно доаѓаме до моментот на она старо верување дека дали сликата или проекцијата наша на пример на фотографија или на видео зема дел од нашата душа, дали сликата како слика, затоа што нели старите народи верувале порано дека секогаш кога некој ќе старите народи или не оние што не биле нецивилизирани, да ги наречеме народи, верувале дека при сликањето дека дел од својата душа заминува на некој начин, та напушта или ти е украдена, како и да е, и оди во таа слика. Сега тука се и тие филозофски дилеми, затоа што има и филозофски прашања кои што ги поставува, и етички кои што ги поставува Касарес во овој роман, а тоа е дали сликата, дали фотографијата, дали проекцијата наша надвор од нас има некаква, може да поседува чувства, може да поседува емоции, може да поседува свест, или дали ако ние се проектираме преку слика, преку нешто друго, може да доживееме некаква си безсмртност во тоа. Се обидувам, ако приметувате, да ги поставам овие прашања и да ги откријам до таму докаде што нема да го расипам заплетот и расплетот на романов. Затоа внимавам кои зборови ги користам и докаде одам, за да не ви го расипам искуството. Значи, се поставуваат подлабоки прашања отколку, не знам, некаков интересен заплет каде што има некаква мистериозна случка на некаков си остров. Туку се поставуваат прашањата потрагата по безсмртност, и ќе видите кога ќе ја читате, че нема да откривам повеќе, ќе се сетите на потрагата по безсмртност кај човекот, како може таа да се достигне. Тука ќе го спомнам она што старите грци го верувале за безсмртната слава, која што може да се постигне ако сме опеани во некаква песна, или оставени сме во скулптура, или во нешто што ќе сведочи за она што сме биле ние. Така што нема повеќе да откривам за тоа, само ќе ви предизвикам дека е многу интересен, многу необичен роман кој што навистина ви го препорачувам, нема да ви одземе многу време. Изумот на Морел, значи има правено, после видов дека има правено и опера според оваа книга. Има еден филм кој што е директно инспириран од култен филм, 61 година, не знам как, француски филм, не знам кој е режисерот, а тоа е филмот минатата година во Мариенбад. Тоа е црно-бел филм од 61 година, многу култен, се смета дека со тоа се сменила, не знам, направил некој пресврт во кинематографијата, и тој филм е инспириран од овој роман. Така што да не должам многу,
Ова е изумот на Морел од Адолфо Биои Касарес, писател кој што бил добар пријател на Борхес, аргентинец од јужноамериканската школа, познат писател. Меѓутоа, мислам дека не му е обрнато доволно внимание кој што го заслужува, а ова е негово најважно дело и ви го препорачувам да го прочитате. Така што, толку за ова видео, чувајте се и се гледаме со наредното видео.